Здраво ве дојдовте уште на видео, каде што ова видео повторно ќе збориме за пуфери, но ова ќе биде едно пократко видео и ќе се држиме пуферите во биолошките организми. Бидејќи пуферите во биолошките организми се многу битни. Едноставно во биолошките организми pH треба да биде релативно константно и да биде приближно 7. Така, зависно од кој биолошки организам збориме, за некои клетки пониско, за некои клетки поисоко, или пак за дадени средини во организмот. Но најчесто е околу 7 за најголем дел од ткивата, така најголем дел од организмот. Сега, тешко е да се одржува pH 7 кога се одвиваат едно милиарди, значи буквално милиарди хемиски реакции се одвиваат во организмот. Значи огромен број хемиски реакции се одвива во организмот и сите тие реакции, значи некогаш сите. Најголем дел од реакциите, ќе произведат како ви да е некои си протони, така. Тие протони може да ќе се вртат со некои X соединение, но може да ќе забегаат некаде, така. Ќе се ослободат некои OH аниони или пак некои други соединенија, така. Пример како А20, добро, сега сулфур напред нема се слови сулфур, ама некој анион може да се слободи или некој си друго X или пак некој си Z соединение, кој би можело да понатаму пак да предизвика ослободување на протони или пак ова би можело понатаму кога ќе реагира со уште некој друго соединение да предизвика ослободување на аниони и така натаму и така натаму. Значи организмот е еден огромен комплексен систем на биохемиски реакции. Сега, како што видовме, постојано се ослободуваат некакви иони, ама повторно рековме дека pH треба да биде прилично константно околу 7 во најголем дел од ткивата на организмот. Сега, како тоа да се постигне? Тоа се постигнува со помош на пуфери. Така, значи како што ги разгледавме во минатото видео, разгледавме подетално за пуфери и сега само ќе ги разгледаме некои од пуферите и како реагираат во човековиот организам. Значи, едни од најглавните пуфери во биолошките системи се фосфатниот пуфер, хидрокарбонатниот и некои протеински комплекси. Значи, ќе го забележам. Првиот е составен од, ќе направиме поголеми, од H2PO4- и HPO4-2-. Значи киселината е неизината конјугирана база. Го имаме хидрокарбонатниот, односно од H2CO3 јаглеродна киселина со HCO3-. И пак некои протеински комплекси, значи протеини ќе да запишеме. Нормално има различни пуфери по организмот кои действуваат на различни начини, но ние ќе разгледаме само овие и како функционираат. Сега, овој првиот пуфер, фосфатниот, така ќе го запишеме овдека на страна. Тој се среќава во вид на калиумови соли и се наоѓа во голем дел од клеточните течности. Го нема толку многу во крвта, но го има во клетките. И каде што можеме да го сретнеме, значи, или као калиумови соли, значи као H2PO4, или тоа другото тука, KHPO4-, односно овдека ако го гради ова е всушност K2. Или пак го сретнуваме врзан со натриум, значи можеме да го сретнеме како Na H2PO4, така или Na2HPO4. Сега, pKa вредноста на овој пуфер, значи pKa, односно негативен деканал логаритам од константата дисоциација на А, односно киселина, е всушност 7,21. Сега ако предпоставиме дека концентрацијата од едната страна или равенството, ако зборевме минато видео, со концентрацијата е прилично иста, во тој случај pH спрема Хандерсон-Хасселбаховата равенка ќе биде еднаква на pKa. Така што ако pKa е толку, тоа значи дека и pH која го одржува е приближно или околу 7. Сега рековме дека пуферите кои се во еднакви концентрации од двете страни, ефективни се во плюс 1 минус 1 или од pH кое го сме го одредили спрема Хандерсон-Хасселбаховата равенка. И како што можеме да видиме, овој фосфатниот пуфер стварно одржува околу 7. Така, што е важно за биолошките системи. Сега да видиме како, например, принципот на работа, како би работа.
Да речеме дека во организмот имаме, во некој си дел од организмот, зголемување на концентрацијата на протони, H плюс иони. Сега повторно да спомнам дека H плюс ионите одма се врзуваат со некоја молекула вода и всушност градат H3O плюс, но ја ги бележам како H плюс. Така, значи, може да се бележи како H3O плюс или како H плюс. H плюс тие иони ќе реагираат сега со коњугираната всушност база, односно HPO4 2 минус беше. И тоа ќе ни даде, нормално ќе биде во еквилибриум, ама дај, нека биде во еквилибриум, ќе ни даде H2PO4 минус плюс, добро, сори нема плюс, мислев ако го запишевме како H3O плюс, тошка тука ќе имаше плюс вода, плюс H2O. Но добро, ета и сега се неутрализирал тој протон. Така. Или пак ако имаме зголемување на OH минус аниони, OH минус анионите ќе реагираат со H2PO4 и тоа ќе ни даде HPO4 2 минус плюс H2O. И на тој начин нема да имаме промена на pH. Релативно. Ќе има мала промена, но сепак ќе се одржува до некој си степен. Сега, да го видиме, да го разгледаме вториот пуфер, односно тој беше хидрокарбонатниот пуфер, надоле, кој всушност овој произлегува од CO2 кој се генерира во клетките, кој реагира со вода, бидејќи CO2 знаете вие, кога мислите CO2 нели се врзува со еритроцитите. Мислам добро, со хемоглобинот нема се навлегувам во биологијата, нели остава кислород, CO2 понатаму се врзува и после пак се иде до белите дроби и CO2 после го издишуваш, така. Ама всушност CO2 не се пренесува како CO2, него CO2 се пренесува како HCO3 минус или како H2CO3, ама всушност дисоцира. Сега да видиме што всушност се случува. CO2 реагира со вода, H2O, тоа што се добива е H2CO3. Сега, H2CO3 всушност, понатаму ќе дисоцира и ќе биде во еквилибриум со HCO3 минус плюс H плюс иони. И всушност на тој начин го добиваме H2CO3, нели, HCO3 пуферот. Всушност, бидејќи дисоцијацијата овдека не е толку голема кон десно, не се добива големо количество на HCO3, односно се добива сега, ако видиме вредноста на pH, на pKa на овој пуфер, всушност вредноста на pKa е еднаква на 6,37, што не е 7. Така, значи ние обично сакаме да биде 7, но ова не е 7. И повторно нели рековме дека е најефективно плюс минус 1. Но всушност кога го испитале, значи го испитале експериментално, се добило дека pH која го регулира, така pH која го регулира е всушност поблизу до 7,4. Така, значи pH која го регулира е поблиску 7,4. Сега, чим тоа е така, тогаш знаеме дека концентрацијата на H2CO3 и HCO3 не е иста. Бидејќи реков, ако е иста, во тој случај pKa ќе беше еднаква на pH, така, која го регулира. Но бидејќи pH и pKa не се исти, тоа значи дека концентрацијата на H2CO3 и HCO3 не е иста. И всушност докажаме дека всушност многу е поголема концентрацијата на HCO3 минус. И тоа е логично, бидејќи всушност овој пуфер повеќе подобро реагира спрема додавање на бази. Значи ако се додаде спрема додавање на киселини. Значи ако се додаде некоја си киселина која ќе генерира H плюс иони, ќе реагира тие со HCO3 минус и така што тоа што ќе се добие ќе биде H2CO3. Сега нормално може да овој пуфер да биде и ефективен спрема бази, но не до тој степен, например, ако се додаде некоја база, таа ќе реагира со H2CO3, тоа што ќе се добие всушност ќе биде HCO3 минус
плюс H2O. Сега, како што реков, не се сите овие не се сите пуфери кои се наоѓаат во организмот, но во организмот постојат тие други пуфери, како некои анионски пуфери, како NH3, NH4+. Бубрезите се многу заложени за регулирање на pH, има други некои системи, но овие се некои поважни, односно кога се добие представа дека пуферите се битни во организмот. Сега ги спомнав на почеток и протеините, така спомнав протеини. Сега малку подсетување што се протеини. Значи протеините се всушност долги ланци кои се испревртени во некаква си тридимензионална форма и всушност тие се изградени од низа аминокиселини. Така, значи тие се изградени, дека се, ева, ќе знам со друга боја. Тие се изградени од аминокиселини. Тоа нема точка. Киселини. Сега само тоа име, сега не ми се битни аминокиселините, имам доста, имам 20, се поврзуваат спрема различни генетски информации, но сега аминокиселините само тоа име ни кажува што се направени. Значи имаат аминогрупа која може да биде NH2 или пак да биде NH3+. Сега ова е плюс бидејќи всушност се врзано со една валенција со C атомот. И киселина која може да биде COH или пак да биде како CO-. Сега структурата всушност не е толку битно да знаете, но имаме еден C атом, кој на едната страна значи има ова NH3+, на другата страна има COO-, имаме протон и четвртата валенција е R. Сега може да биде водород за глицин, ама не е битно. Сега тоа е главната структура на една аминокиселина и вакви се врзуваат у ланец и градат протеин. Сега, овие NH3 и COO- групи со сушност може да действуваат како пуфери кај одредени аминокиселини. Тие обично се што се наоѓаат на кревите на протеинот, зависи како е граден протеинот, дали од повеќе субединици. Но начинот на кој функционираат всушност е, например, NH2 може да врзе протони, значи може да врзе H+, така што тоа што ќе се добие ќе биде NH3 плюс и веќе го нема протонот. Или пак како е NH3+, тој може да даде протон и да реагира со OH-, така ќе се добие NH2 плюс H2O. Или пак ова COH може да реагира со OH-, се добие CO- плюс H2O. Или пак CO- да реагира со H+, и да се добие COOH. Односно и протеините може да реагираат како еден вид пуфери. Нормално имаме вие другите неорганските пуфери, но овие се вид органски пуфери. И така, тоа е некоја си основа во однос на пуферите во биолошките системи. Нормално, како што спомнав повеќе пати во биохемија, ќе разгледуваме овие во биолошките системи многу подетално. И така. Ова беше некој хемиски преглед. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.